Заклучно со 30 септември 2016 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно работат 15 друштва. Од нив 11 вршат осигурување на неживотно или неживотно осигурување, додека 4 се друштва за осигурување на живот. На пазарот на осигурување делуваат и 33 осигурителни брокерски друштва, 14 друштва за застапување, 3 деловни банки кои што се занимаваат со осигурување, 463 лиценцирани брокери и 1086 лиценцирани застапници во осигурувањето. Велам добро вечер за Зоран Стојановски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија и осигурување. Добро ни дојдовте. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Благодарам на вашата покана. Господине Стојановски, според бројките, како стои Република Македонија кога станува збор за осигурување и искористување на предностите кои што со себе ги носи осигурителната полиса? Осигурувањето е еден од 4 сегменти на финансискиот систем на Република Македонија, значи покрај банките, берзата и пензиските фондови, осигурувањето е 4тиот сегмент од финансискиот систем. Како релативно мал, неразвиен, но со огромен потенцијал. 2016 година, која што е позади нас, е една од поуспешните години за осигурувањето во Република Македонија. Како што и сами наведовте, податоците за присуството на играчите, основните играчи на пазарот и кои го сочинува се пазарот осигурување, можеме да кажеме дека потенцијалот се уште не е искористен. Значи, допрва престојат убавите години за осигурувањето. До осигурувањето се уште може да биде потенцијалот е преголем. Тоа го гледаме и од присуството на играчите кои што се на пазарот, односно кои се собственици на тие компании, а тоа се реномирани групации осигурителни, кои што имаат свое искуство и знаење и кои што имаат софистицирани производи кои што може да ги понудат. Сега, во 2016 година бележиме релативно добри резултати во осигурувањето, тоа значи 3,50% пораст во сферата на неживотното осигурување, 17,32% пораст во осигурувањето на живот или севкупно во осигурувањето бележиме 5,34% раст на осигурување во Република Македонија. Меѓутоа, уште појасно да биде за гледачите, значи имаме пораст и на бројот на договорите, што значи многу повеќе луѓе се одлучиле да се осигуруваат. Тоа според број на договори изгледа 7,37% на продадени полиси за неживотно осигурување и мора да потенцирам 58,16% во делот на осигурување на живот. Значи, повеќе се продале 58% во однос на 2016 година, а знаеме дека осигурувањето на живот бележи раст секоја година со повеќе од 2 цифри, што значи повеќе од 20% раст имаме секоја година за година во сферата на животното осигурување. Во ред, треба да нагласиме дека тоа е релативно ново осигурување и релативно нови производи кои што се нудат во осигурувањето на живот, меѓутоа, за волја на вистината, секоја година имаме апсолутно големи растови. Или вкупно на целиот пазар имаме 7,74% пораст на број на договори, односно пораст на бројот на продадени полиси во Република Македонија. Господине Стојановски, анализирајќи ги бројките, можеме да заклучиме дека расте бројот на осигурителните полиси. Дали тоа се должи на зголемената свест кај граѓаните за осигурување или пак осигурителните компании најдоа начин како да стигнат до граѓаните и преку една директна комуникација да им ги предочат предностите кои што ги носи осигурителната полиса? Одговорот е комплексен, значи не е едноставно дека само имаме зголемена понуда или граѓанството се повеќе е свесно. Да, се случија низа на штетни настани во изминатиот период, подолг временски период се случуваат низа поплави, земјотреси, значи имавме во
Тетовско пред 2 години, минатата година имавме серија на непожелни настани. Значи, сето тоа е еден дополнителен мотив. Да, се согласувам целосно, значи компаниите се повеќе ги унапредуваат сопствените производи, се поголема е понудата, конкуренцијата е се поголема. Тоа апсолутно ни укажува и фактот, значи повеќе полиси продаваат, а пониска е цената, значи и конкуренцијата го чини своето, се подостапни се до граѓаните. Значи како што веќе повеќе наврати кажувам, проблемот е и историски и културолошки. Историјата не учи дека во минатото доаѓаме од еден поинаков систем. Менувањето на целиот систем и има големо влијание во сферата на осигурувањето. Заради тоа ќе треба подолга низа на години за комплексноста да биде излечена и ние да имаме еден развиен и нормален осигурителен сектор. Доколку затоа на почетокот ги спомна, во финансискиот систем, во високо развиените земји осигурувањето секогаш учествува со повеќе од 10%. Во високо развиените е се поголемо нивното учество, додека во Република Македонија станува збор за незначајни бројки, 2 до 3 па и 4% максимум. Што значи, затоа на почетокот споменав дека потенцијалот е се уште голем. Затоа осигурителните групации го препознаваат пазарот, инвестираат во пазарот, инвестираат во историја и култура. Значи, осигурителна култура, финансиска култура. За волја на вистината, ние кај нас се уште недостасува. Се уште недостасува едукација на уште од најмали години за финансиските производи, за осигурителните производи. Значи, на тоа допрва треба да работиме и ние како агенција, меѓутоа и целата држава. Какви се трендовите кај граѓаните? Осигурување на имот, домаќинство. За возилата веќе да не зборуваме. Тие, дали со самата регистрација веќе имаме таму осигурување, лично осигурување. Што е она што низ призмата на бројките можеме да кажеме дека е се поинтересно за граѓаните? Македонскиот пазар, како и земјите во регионот, во сферата на осигурувањето е предоминантен во сферата на автоодговорноста, односно се уште е доминантно задолжителното осигурување. Значи, не би се сложил да не зборуваме, бидејќи повеќе од 50% од осигурителниот портфел се уште го завзема автоодговорноста, популарно наречена, или заедно со каското осигурување на возила. Значи, тамо се уште бележиме раст. Значи, имавме проблем со кој што се соочивме и ние како агенција, меѓутоа и самата држава, со голем или висок број на неосигурени возила кои што учествуваа во сообраќајот, кои што предизвикуваа штети и кои што се плаќа од гарантниот фонд. Значи, меѓутоа, за волја на вистината, сето тоа е веќе многу позади нас. Значи, имавме учество на повеќе од 30% на неосигурани возила во Република Македонија, кога имавме голем број на возила со регистарски таблички од туѓи држави, конкретно од Бугарија и од Албанија, кои што се управуваа на нашите улици, предизвикуваа штети, а не беа осигурани во локалниот сообраќај. После тоа имавме големи проблеми околу исплатата на тие штети. За волја на вистината, тоа веќе е многу позади нас. Ако претходно зборевме за проценти со 2 дигита или повеќе од 20% до 30% некогаш говореа предпоставките, бидејќи немаме централна база на податоци, сега во моментов ние зборуваме за едноцифрени бројки на неосигурани возила, односно учеството на неосигураните возила во сообраќајот е се помало и учеството во исплатата од гарантниот фонд е се помало и помало. Сега, зошто се задржав? Реков, затоа што повеќе од 50% од осигурителниот портфел е задолжителното осигурување, односно автоодговорноста. Да, осигурувањето на имот е нешто што во континуитет расте и во континуитет се развива. Имавме нови инвестиции. Вие сте сведоци тука и во вашите индустријски зони и во околината блиска доаѓаат релативно голем број на нови индустријски капацитети, нови индустријски зони, кои што во секој случај го осигуруваат. Свесноста е многу поголема. Се уште работиме на свесноста на граѓаните околу зголемувањето на домаќинското осигурување во сферата на имотното. Значи, несреќи се случуваат. Напоменав,
да, расте осигурувањето на имот, меѓутоа не со трендот кој што би требало да се очекува со оглед на тоа колку несреќи се случија во изминатиот период од поплави, па земјотреси и се останато. Осигурувањето на живот, да, е голем предизвик и не е само предизвик, тоа е и нината во осигурувањето. Во осигурителниот портфел на високо развиените држави, осигурувањето на живот учествува со повеќе од 50%. Меѓутоа, кај нас, за волја на вистината, имаме само 15%. А доколку се вратиме малку наназад во моментите кога е формирана Агенцијата за супервизија на осигурување, во 2009 година ние имавме под 4% учество на осигурувањето на живот. Значи, во моментов имаме 4 компании, имаме доволна конкуренција, задоволителна, имаме плејада на производи и нови производи кои што ги поднесуваат компаниите до нас како регулаторно тело, и ние ги одобруваме и ги следиме будно како се однесуваат на пазарот, како ги комуницираат со клиентите, како ги исплаќаат штетите. Значи, осигурувањето на живот е се уште и во еден подолг нареден период ќе биде една од водечките сили на осигурувањето. После тоа, покрај другото, не можеме да го заборавиме и земјоделското осигурување. Тоа е заедно со поттикот кој што го даваше владата на Република Македонија, односно субвенциите за земјоделците, тоа имаше значителен раст, по 60, 70 и 80% растеше на годишно ниво. И оваа година имаме пораст. Се поголема е свесноста на индивидуалниот земјоделец и се повеќе се осигура во однос на претходно. Кога сме кај земјоделците, покрај тоа што владата субвенционираше 50% од висината на осигурителната сума која што требаше да ја исплатат, 60% од осигурителната сума која што требаше да ја исплатат земјоделците. Дали штетите кои што се случија во меѓувреме во Република Македонија по однос на имавме одредени култури кои што беа уништени од град, имавме поплави и тоа придонесе за да расте стапката на осигурување? Да, порастот е моментален, за жал. Само кога ќе се случи, свесноста расте и расте за многу краток период. Затоа реков дека историски и културолошки. Денес се случува незгодата. 20 ќе дојдат нови, наместо 10, 20 ќе се осигураат. Значи, карикираме чисто за да разберат гледачите дека потенцијалот е многу поголем, би требало да биде многу поголема излезноста, односно да има многу поголем број на луѓе кои што се осигураат, меѓутоа и тие двајца се апсолутно зголемување и многу позитивно влијаат, затоа што до година барем тие двајца ќе бидат плюс дополнително осигурани. Значи, бројките станува збор за по 50, 60, 70 и 80% раст во изминатите 5 години, заклучно со таа мерка која што е донесена. Значи, треба се повеќе и повеќе да се стимулира за да се свесни дека некој друг треба да ја превземе улогата на исплата на штета. Не може државата да гарантира заштитите кои што се случуваат на поединецот. Тоа никаде во светот не е познато. Значи, да, доколку се осигурале поштаат специјализирани установи, тоа се осигурителни компании кои што управуваат со нивниот ризик. Еднаш може да се случи тоа, меѓутоа вториот пат, третиот пат, еве ги, а ние имаме серија од непогоди. И тоа не значи дека тука ќе заврши, тоа не значи дека веќе од утре нема да имаме непогоди и што ќе правиме. После тоа пак сите ќе одиме, ќе бараме некој друг да управува со нашиот ризик кој што сме имале и стимул, сме имали и можност, 60% од таа полиса ќе покрие државата. Значи имаме една активна мерка која што носи плод. Зошто? Затоа што несреќата се случила и се исплатиле и штети. Ете, имаме за волја на вистината, ова е и лозарски крај, меѓутоа и овоштарски крај и претежно земјоделска е државата Република Македонија. Значи имаме нон-стоп имаме штети. Нон-стоп имаме штети. Дали ќе биде тоа град, дали ќе биде тоа поплава, дали ќе биде суша, затоа постојат овие осигурителни компании. Со оваа мерка греота е да не се искористат овие можности кои што се нудат, зашто за да се заштити сопствениот имот. Тоа е управување со ризикот, кој што, бидејќи инвестирал покрај средства, го инвестирал и своето време, целиот себе се вложил во тоа производство, а на крај на денот сето тоа да биде однесено само со еден немил настан. Кога станува збор за осигурувањето, каква е состојбата кај компаниите? Колку тие се осигуруваат? Компаниите, за разлика од граѓаните, се многу посвесни, се многу поодговорни
и многу поадекватно управуваат со ризикот од немили и штетни настани, односно се осигурават. Многу поголемо е нивото на компании кои што се осигуруваат во Република Македонија отколку граѓани што се осигуруваат. Значи, имотното осигурување секоја година бележи пораст со 20% и може да заклучиме слободно дека повеќе од 50 до 60% од компаниите кои што се во Република Македонија се осигурани. Значи, се уште не сме на некоја адекватно ниво каде што сите би биле осигурани. Меѓутоа, кога ќе споредиме дека населението, односно секој поединечен дом е осигуран само 3 до 4% и од тоа активно учествува на банките, заради тоа што со стамбените кредити задолжително бараат осигурување на недвижноста која што ја земаат под хипотека. Значи, доколку го исклучиме и тоа, поразителни ќе бидат бројките во домаќинското осигурување. Сега, нов инпут, како што спомнав и претходно, се директните странски инвестиции. Значи, тие се фирми кои што апсолутно управуваат со својот ризик, знаат колку им вреди нивната опрема, знаат колку вредат вработените кои што работат кај нив и апсолутно влијаат директно на подикнување на свеста, прво и основно на вработените кои што се кај нив, бидејќи се осигурани од незгода и се останато, потоа осигурување на тие машини, капацитети кои што се внатре и на самата недвижност која што имаат. Господин Стојановски, говориме дека граѓаните во Република Македонија недоволно го искористуваат она што им се нуди со осигурувањето. Пред малку кога зборувавме за земјоделците дека и после катастрофа не доаѓаат да ги осигуруваат своите имоти, дали е ист случај и со граѓаните со нивните домови? Имавме поплави во Тетово, имавме поплави во Скопје. Чинам дека бројките беа поразителни по број на осигурани домаќинства, барем за Скопскиот регион. Дали нешто се промени после овие катастрофални состојби? Да, се промени. Многу луѓе купија полиси, меѓутоа повторно ќе истакнам. Тоа е само моментално. Перманентно треба да се работи на тоа. Тука вината е од двете страни. Во рете купувачот да не препознава дека треба да купи. Меѓутоа, каде се тука и осигурителните компании, сите од нив ги имаат тие производи. Еве ќе ве прашам најотворено, кога последен пат сте имале осигурителен агент да ви понуди собствен производ? Јас не памтам и немам слушнато некој отворено да ми каже дека работеле осигурителните компании на нивната проактивност за да дојдат до крајниот корисник. Само за споредба ќе ја свртиме приказната на друга страна, кај банките имавме наплив и плејада на праќање на домашни адреси, бомбардирање со мејлови, окупирање на телевизискиот простор со реклами, со нови производи. Тој дел од осигурителната свест е се уште на ниско ниво, значи проблемот не е само до купувачите што не го познаваат управувањето со ризик. Повеќе би го лоцирал проблемот и на другата страна. Пристапноста до крајниот корисник, до корисникот на услугата. Ние можеме само да апелираме како агенција дека осигурителните компании се многу здрави, дека ние сме направиле многу за тие адекватно да управуваат со ризиците и да ги исплаќаат штетите. Значи не е само да се купи полисата, бидејќи полисата е едно парче хартија. Треба да бидеме свесни за ризикот кој што го превземаме со купување на тоа парче хартија и што утре нас не очекува. Значи, мора да обрнеме внимание на секој купувач за да знае што купува и со каков ризик управува. За таа цел, Агенцијата за супервизија на осигурување, телото кое што е регулатор во осигурителната дејност, спроведе едукација на самите крајни корисници на самите крајната алка во синџирот, односно застапниците и агентите, како што ги истакнавте на почетокот, имаме над 1000 застапници, имаме над 600 брокери кои што учествуваат. Ние спроведовме активна едукација со цел на корисниците на услугите да им биде адекватно презентирано што они во суштина купуваат. Значи мора точно да се знае што се купува, кој ризик се купува, затоа што таму лежи суштината. Имавме многу проблем со тоа дека голем број од луѓето мислеа дека имаат купено осигурување, меѓутоа имаат купено осигурување за недвижност.
од пожар и други незгоди. Немале купено од поплава. Заради тоа работиме на терен, работиме активно, заедно со осигурителните компании. Ги едуцираме, кажав. Спроведуваме едукација, спроведуваме испити, каде што вистински и на прав начин ќе бидат презентирани производите кои што се нудат, со цел за да ја добиеме адекватната заштита која што ја нуди тој производ. И сега, кога станува збор веќе кај полицијата која што ја има секој поединец, како оди исплатата? Дали Агенцијата за супервизија за осигурување контролира дали се исплаќа она што треба да се исплати или она што е предвидено со полисата? Апсолутно да. Значи, ние сме тука како регулатор покрај за финансиските аспекти на работењето на една осигурителна компанија. Низ перманентната теренска и вонтеренска супервизија. Така се викаат телата со кои што ние вршиме контрола и надзор на осигурителниот сектор. Значи, имаме во континуитет спроведување на контроли на терен и перманентно следење на вонтеренскиот дел на финансиските извештаи на компаниите, меѓутоа работиме и на суштинскиот аспект, односно на задоволството на секој корисник. Ние сме тука во улога и на активна заштита на интересите на потрошувачите. Односно, секој незадоволен клиент од услугата осигурување е добре дојден во Агенцијата за супервизија на осигурување, бидејќи една од главните цели на самата агенција е токму заштитата на интересите на купувачите. Има ли случаеви кога дошле? Има многу Како се случаи. решаваат тие проблеми? Вака, значи, за таа цел агенцијата, покрај Законот за супервизија на осигурување, имаме 40 подзаконски акти кои што ги има донесен. Во еден од тие акти е детално предвидено кој е начинот на поднесување на представка до агенцијата, бидејќи ние сме одговорното тело кое што контролира дали имаме проблем и дали имаме незадоволни корисници на услугите осигурување. Да, првите години имавме голем наплив, имавме по 300 до 400 представки од корисници на услуги осигурување, кои што за волја на вистината на почетокот беа многу по-брзо, и денес се брзо решавани. Меѓутоа беа брзо решавани бидејќи имавме голем дел во неразбирање прво на производите, а второ осигурителните компании не ги разбираа очекувањата од нас. Значи тоа беше една поинтензивна комуникација и со осигурителните компании, меѓутоа заедно и со корисниците на услуги. Сега веќе стигнавме до тоа ниво да имаме некаде околу 100 поплаки во текот на годината од осигурителните компании. Тие адекватно се управуваат од наша страна, секоја е подинечен предмет сам за себе, изолиран и се гледа, меѓутоа поднатака, кога одиме на теренска супервизија во осигурителните компании, ги споредуваме бројките на поднесени представки, ги систематизираме врз основа по кој основ се поднесени, дали се клиентите незадоволни по исплатата на штета, дали по однос на тормозењето, нели, и чекањето по 2 до 3 месеци за исплата на одредена штета и врз основа на тоа правиме адекватна контрола во самата компанија. Меѓутоа, за да одговориме конкретно на вашето прашање, да, доаѓаат кај нас, меѓутоа првично секој клиент мора да поднесе во сопствената компанија барање за исплата на штета и после тоа дека е незадоволен, доколку е незадоволен од без разлика дали е тоа износот на штета, дали е тоа третманот на штета, треба да го поднесе до нивната второстепена комисија. Тука завршува со компанијата. Понатака агенцијата го презема вториот дел, односно се жали до нас. Ние пробуваме да најдеме најадекватен начин за клиентот да биде задоволен и да биде заштитени во целост неговите права. Мора да бидеме искрени и да кажеме дека не секогаш и клиентите се во право или не секогаш и компанијата е во право. Меѓутоа, ние сме тука да ги цениме условите кои што ги има дадено компанијата како основни услови за одреден производ и она што клиентот го купил како полиса. Ги соочуваме заедно, значи ја имаме улогата на еден вид медијатор во целиот процес пред да констатираме дали клиентот е незадоволен или продолжува понатака на суд или се спогодуваат и се решава целиот проблем. Значи имаме едно многу активно учество во сферата на заштитата на потрошувачите.
Господине Стојановски, како човек кој што целиот свој работен век го поминал во компании за осигурување, еве во овој момент, иако би сакала што повеќе од нашите гледачи да имаат веќе полиса во својот дом, која е она основна полиса која што треба да ја имаат? Видете, осигурувањето е доброволно. Значи, никого не можеме да натераме со сила да купи осигурување. Ниту е целта со сила да се купи осигурувањето. Задолжително осигурување во моментов е само и само од автоодговорност. Значи, секој што управува моторно возило мора и подлежи на осигурување. Сето друго е активно управување на сопствените ризици. Не можем за секој поединец да кажеме што. Многу би било убаво сите да имаат можност и да се осигураат од сите можни ризици кои што постојат, што може да се случат. Меѓутоа, тоа би било премногу скапо. Разбирате? Значи, осигурувањето е и ценовно големо како издаток. Доколку ги собереме и животното осигурување, и здравственото осигурување, и осигурувањето на недвижноста и имотот, и ако додадеме на тоа и автоосигурувањето, и ако ги наредиме сите производи, ќе дојдеме до една сума која што не секој може да си ја дозволи. Заради тоа, треба да се направи приоритет. Ако е, јас сум земјоделец кој што работам активно и управувам со тој тип на ризик, би било многу логично и многу нормално да ја имам таа полиса за посевите. Ако сум повеќе изложен на сончеви периоди, треба да се работи на тоа да се покрие од ризикот суша. Во други услови имаме ризик дожд, имаме ризик поплава, имаме ризик град. Значи, не можеме адекватно да кажеме за секој посебно има, тоа треба да си одбере своја компанија, која што ќе го посоветува. Значи, тоа прават самите компании, компаниите кои што управуваат кај нас, кои што работат на пазарот, не осигурителните компании. Компаниите приватните одат во осигурителна компанија и бараат осигурителни производи кои што ќе ги задоволат нивните потреби. Значи, тоа би требало секој поединец сам да направи. Да отиде, да одбере осигурителна компанија. Ние со сигурност, значи како агенција за супервизија, ги уверуваме дека осигурителните компании се финансиски здрави и сите полиси што ќе ги продадат. Доколку се случи штетен настан, ќе биде исплатена штетата, што значи без разлика која и да одберат. Не треба да преферираат дека ако е оваа, па ќе ми исплати, ако е таа, нема да ми исплати. Не, сите ќе ви исплатат штета и сите се тие исти, иако се 15, меѓутоа нудат различни услови и различни нивоа на сатисфакција на поединечен клиент. Значи, може само активно да препорачаме да се осигураат. Не можеме да кажеме од што да се осигураат, бидејќи за секој поединец тоа е апсолутно различно. Нема некој пакет, например, семеен кој што е? Има, апсолутно. Секоја компанија има различен тип на семеен пакет и тоа е веќе прилагодување кон потребите на поединецот. Меѓутоа, тоа е прилагодувањето и секој треба да го најде својот пакет. Значи, можат и пакетите да се менуваат во разлика на потребите кои што ги има семејството? Апсолутно, да, и се прилагодуваат према тоа колку средства има едно семејство за да ги префрли во осигурување со цел да биде адекватно заштитен. Имаме најниска цена и највисока цена? Апсолутно не. Најниска цена имаме само и највисока за автоодговорност, бидејќи тоа е задолжително и регулирано со тарифа. Сето друго е доброволно осигурување. Значи, тоа колку што имаме средства, за толку може да се осигураме. Пред самиот крај би сакала една ваша оценка како Агенцијата за супервизија на осигурување во заштита на интересите на осигурениците влие. Дали ваквите гостувања ваши, меѓутоа, дали поинтензивно и вие како агенција работите на терен со граѓаните на Република Македонија, да ги поттикнете да размислуваат да се осигураат, затоа што, нели, како што пред малку рековте, тоа е на доброволна основа? Апсолутно да. Значи, работиме од најмалата возраст па до најголемата, како што кажав, ние ги лиценцираме дури членовите на управа. Воведовме како агенција од 2009. Секој член на управа и орган на управување на осигурително друштво, значи најголемите од тие 14 осигурителни друштва, сите доаѓаат на лиценцирање кај нас. Треба да исполнат одредени законски норми, одредени квалификации искуствени
зборуваме за највисокиот дел и доаѓаат кај нас на интервју. Се спроведува интервју во кое што се дава согласност или не се дава согласност за одреден човек да биде член на орган на управување. Значи тоа е најгорниот, најдолниот. Одиме во школите, одиме во градинките. За таа цел имаме и игра која што ја поделивме во школите, меѓутоа се уште не е дојден оној критичен момент каде што тоа би било внесено и во основното образование или во предшколската возраст, каде што тие игри би биле составен дел од сето тоа. Заедно со Народната банка и со останатите чинители на финансискиот систем во времето на Global Money Week, Global Finance Week правиме едукација заедничка, каде што се симнуваме до основното образование, средното образование, се делиме и активно ги споделуваме финансиските производи, вршиме континуирана едукација на основните и средните школи. Меѓутоа, ние како агенција за волја на вистината сме премали. Ние сме само 30 луѓе кои што се вработени во самата агенција и јасно е колкав може да биде ефектот од сето тоа. Поготово кога не е влезено во централниот систем на образование, бидејќи, верувате, многу е поразлично доколку едно дете управува со овие и има познавања за финансиските производи уште од најраната возраст, доколку го споредиме сето тоа со да се соочиме со ризиците кои што ќе ни се случат и дури тогаш да почнеме да управуваме со нив. И на самиот крај, господин Стојановски, би сакала да слушнам вашето мислење каде е Република Македонија во однос на соседните земји. Слушнавме на почетокот дека во споредба со развиените земји сме многу назад, меѓутоа каде сме во споредба со нашите соседи? Во споредба со нашите соседи сме отприлике исти. Еве, некој се пола чекор понапред, некој се пола чекор поназад, меѓутоа главно за тоа и ги кажав и историски и културолошки. На исто ниво на развој е целиот регион. Така да некој е пола чекор понапред, ако ги мериме според индексите, за да не оптеретуваме јавноста со бројки дека и ние имаме 1,49 од овој индекс, они имаат 1,51, ништо нема да им значи. Значи, во секој случај, да целиот регион кубури со осигурувањето. Се уште е назад од развиениот, па дури и членките на Европска унија, како што се Бугарија, Романија и Хрватска. Може би се Бугарија е на исто ниво, Романија е минимално понапред, Хрватска е малку понапред. Така да со Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, тоа е апсолутно исто. Јас ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Се надевам дека ќе поттикнеме барем неколку семејства да побараат услуга од некој од агентите и да направат своји полиси за осигурување. Само така ќе бидеме сигурни дека сме успеале да стигнеме до нашите гледачи, да влијаеме, да ги поттикнеме да размислуваат за осигурување. Ви благодарам за поканата, со задоволство во секој нареден проект ќе учествуваме се со цел граѓаните се повеќе да се осигуруваат и да ја сватат предноста од производот што ќе го купат. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Само за подсетување дека оваа вечер наш гостин беше Зоран Стојановски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија за осигурувањето, како што тој рече, во било која компанија да се осигурате, добро е, затоа што сите тие се стабилни и имате сигурност дека она што во полисата сте го потпишале, доколку треба да ви биде исплатено, ќе биде исплатено. Добра ноќ и останете понатаму на програмата на КАЕД.